ова е неправосилна одлука, па ќе видиме понатаму. На минатото рочиште спомнавте дека мајката на девојчето имала тешки телесни повреди. Точно. На кои документи тоа го заснувате? На документите, на медицинската документација, каде што има фрактура на челото и фрактура на раката. Молам? Кој издаде таа документација? Па сигурно јас не сум ја издал, лекар ја издал. Па лекар. Која болница? Знаете како ги немам документите во мене и се да ви кажам во која болница и малце е непристојно да ми правите фаци додека ме прашува да морам да ви истакнам. А ако сакате може да ви оставам телефонски број да ви ги пратам документите каде што ќе видите напамет не зборувам и вашиот однос е непристоен. Митровски, да ми не дочиш да спомнате дека уште имате критична пријава под тројцата сопатници. Останува уште тоа отворено прашање. Што понатаму Не се само тројцата сопатници, туку и еден лица кои што се од селаните кои што го криело. Денеска ја прецизирав кривичната пријава и сега работа е на обвинителството да постапи по истата, затоа што постои непосреден сведок кој што беше и тука предложен како сведок дека се вратиле на лице место за разлика од тоа што тие го кажуваат во изјавите на обвинителство, меѓутоа и обвинителката истражувала во таа насока, односно ги прашувала зашто истите не пријавиле во полиција, имаат некои бенигни објаснувања, има непосреден сведок кој што тврди дека се вратиле на лице место и прашувале за судбината на девојчето, меѓутоа не чувствувале потребно, кога самиот сведок ги прашал кој возеше, истите не сакале да откријат, што за мене е елемент на кривично дело, казнено по член 365, помагање на сторител во извршено кривично дело. Инаку, свесни сте дека испаднатата регистарска табличка на возилото беше она што директно доведе до возилото, а во случај да не испаднеше би било доста дискутабилно дали и ќе беше пронајден сторителот, меѓутоа за среќа, ако може да се зборува за среќа во ваков еден настан, сторителот беше пронајден и кој што гледаме казнет. Оптимисти сте дека обвинителството ќе приведе грешка? Не е моје да тврдам, чим сум поднал кривична пријава, значи дека очекувам по истата да се постапува и да донесе јавно обвинителска одлука, а за тоа прашање ќе треба да прашате јавниот обвинител кој сигурно од оваа временска дистанца истиот не може да ви одговори. Меѓутоа дека сум разочаран од непостапување во тој правец, сум разочаран, да.